8 жртви на патиштата во Тетовско за една година. Половина од нив животот го загубиле како пешаци, тројца како мотоциклисти и еден возач на автомобил. Во вкупно 805 сообраќајни несреќи лани, повредени биле 691 лице, од кои 60 завршиле со тешки телесни повреди. Најголемиот број од сообраќајните несреќи минатата година, вкупно 636, се случиле повторно на Тетовскиот дел од автопатот Гостивар Тетово Скопје и на градските улици, посебно на најфреквентните улици во централното Тетовско подрачје и Линденска, Маршал Тито, Благоја Тоска, 29 ноември, Видоја Смилевски бато и други. На овие улици, како што споменав, и на автопатот, речиси секојдневно се случуваат сообраќајни несреќи, а најчести причини за нив, како и за другите, се неприлагодената брзина според условите на патот и неправилното вршење на действие, кои се застапени со вкупна бројка од околу 500. Покрај ова, меѓу почестите причини кои ги бележиме во нашето секојдневно работење се и непочитување првенство, неприлагодено престигнување, односно непрописно престигнување, недавање предност на пешаци, недржање растојание, а 72 несреќи лани биле предизвикани од животни, посебно на автопатот Гостивар Тетово Скопје, најмногу од кучиња скитници. Општина Тетово преку акционен план со конкретни и стручно дефинирани активности ќе ги намалува сообраќајните несреќи. Една од црните точки е токму булеварот Видоја Смилевски бато, каде најмногу гинат пешаците. Во ова фактичка состојба имаме утовар и стоварна роба. Имаме заустављање кај што купуваат луѓе, имаме двојно паркирање, имаме чак, например, преминување од една страна во другата страна, што тоа предизвикува голем проблем. Во соработка со полицијата, ние во буџетот за 2023 го оставивме во програма да го заградиме зелениот појас што е во средина, да не овозможуваме више да имаме преминувања од една страна на друга. Во Тетово метежот е се поизразен, а сообраќајната инфраструктура не соодветна. Приоритет за реализација според акциониот план ќе бидат критичните точки. Непробивање на булеварските решенија што ги имаме согласно генералниот урбанистички план. И ова ни представува голем проблем. Како прво. Како второ, имаме недостиг на доволен паркинг места во градот Тетово. Непочитување на пешачките премини. Имаме недостиг на велосипедски патеки. Имаме недостиг на изградени тротоари. Овие проблеми сме ги опфатиле со акционен план. И сега ние, после ова, кога ќе помине Советот, преку Советот ние мора да направиме годишна програма. Со ова програма ние и да ги одредиме и приоритетите, например, како можеме да дојдеме до решение на сите овие проблеми. Стратешкиот документ е изработен преку проект на Светска банка во соработка со Министерството за транспорт и врски, но допрва треба да се изнаоѓаат финансиски решенија за зацртаните цели да бидат реализирани.